Двајца кандидати, Иван Јорданов од ВМРО ДПМНЕ и Павел Иванов од СДСМ, ќе влезат во трката за градоначалник на Штип, и двајца, Љубица Соколовска од СДСМ и Виктор Паунов од ВМРО ДПМНЕ, ќе се борат за првата функција во општина Карбинци. Како што знаете, последниот рок за аплицирање беше во сабота на 13 септември и до тој момент беа пристигнати само две кандидатури за градоначалник, и тоа е актуелниот градоначалник Иван Јорданов и од опозицијската СДСМ тоа е Павел Иванов. Значи тие се двете кандидатски листи, односно тие се два кандидата кои што се потврдени од страна на општинската изборна комисија. Колку советнички листи се поднесени за општина Штип? До сега, во рокот кој што заврши, се доставени 11 кандидатски листи и сите 11 кандидатски листи од страна на општинската изборна комисија се потврдени. Во однос на општина Карбинци за влез во Советот поднесени се 6 кандидатски листи. Дали ова значи дека формално правната процедура е завршена? Да, формално правната процедура е завршена за поднесување на кандидатски листи, значи веќе рокот е измина, значи ако некој достави кандидатска листа, таа ќе биде отфрлена како ненавремена, односно доставена во надвор од законскиот рок. Што понатаму? Понатаму, значи ДИК ќе собере податоците од сите општини и го врши ждребувањето на ниво на територија на цела република.